Значи, сосема ми е јасно и сосема е во ред тоа што Собранието ја донесе оваа стратегија. И сосема е јасно дека во суштина Државната комисија за спречување на корупција ја следи, односно прави скрининг на тоа што се случува и тој извештај го доставува во Собранието. Меѓутоа, сосема е јасно дека во суштина оваа стратегија не се спроведува. Зошто не се спроведува? Затоа што во оваа стратегија, покрај другото, имаме јасно нотирано која работа треба да ја заврши. Ако го сумирате тоа, кој требало да ја заврши работата, ќе видите дека тоа се министерствата, тоа е владата, тоа се инспекторатите, тоа се судскиот совет, тоа се правосудните органи и така натаму и така натаму. Меѓутоа, тоа што на крај можеме да го сублимираме, во суштина тоа се органи кои произлегуваат од владата, од политиката. И не можеме ние да скриеме дека тоа е одговорност на некој. Значи, да, тоа е општо. Министерство за правда, влада, така натаму, Министерство за земјоделство, Министерство за труд и социјала. Меѓутоа, кој раководи со тие министерства? Раководи политичка фигура. Кој раководи со владата? Раководи премиерот, кој е политички избран. Тоа е политичка влада. Така да, многу јасно во таа ситуација може да ја поставите паралелата помеѓу политиката, власта и неспроведувањето на оваа национална стратегија. Затоа што 10%, така и го почнав мојот говор, е единица. 10% единица и тоа од 10. Ако е за школска петка, тоа е помалку и од единица, 0,5 освоени индексни поени. И тука нема преоднос. Тука имаме јасно изразено непочитување на националната стратегија, кој впрочем во право сте, Собранието ја донесе. По автоматизам, тоа е непочитување и на Собранието. Непочитување и на мнозинството во Собранието. Значи, министрите, владата, не го почитува Собранието. Не почитува тоа што ние сме донеле како акт. Не го спроведува. И не можеме ние сега да кажеме ова е на сите. Да, ние си ја завршивме нашата работа, ДКСК си ја заврши својата работа, имаме ние слабости со носење на лоши закони, меѓутоа, многу јасно и прецизно треба да кажеме дека проблемот е владата, односно политиката која е избрала таа влада и политиката која е инволвирана во владата. Тие не ја спроведуваат оваа национална стратегија. Тие не поминуваат на испит. Тие не се борат против корупцијата и криминалот. Ако тука не гледаме паралела, тогаш ние не можеме воопшто ни да збориме за борба со корупција и криминал. Сите сме во системот и сите сме криви. Не. Затоа реков во една од моите реченици. Нема со оваа национална стратегија да се реши корупцијата и криминалот. Не ни опфатено се. Меѓутоа и како опозиција и ваквата национална стратегија ја прифаќаме затоа што ова е почеток на нешто што треба да дејства од само себе. Односно, надлежните да спроведуваат мерки кои сами ги дале. Сето тоа го стокмило ДКСК, ние сме го изгласале. И они тоа не го спроведуваат. Значи, не се заинтересирани за процесот. Ви спомнав, не им значи на нив проблем со корупција, со афера. 3 дена ќе помине. Ќе дојде нова, ќе ја замајуваме и јавноста
кога нема со што со пратениците. Тука е нашиот интегритет. Пратениците взимаат патни трошоци. Забава до бесвест. Никој во државата не зборува, оти министрите имаат и поголеми плати, оти имаат и шофери, оти имаат и секретари, оти имаат репрезентации, оти имаат цели министерства за себе, оти тие треба да ја носат работата, тоа никој не го спомнува. Проблемот е собранието. И затоа се тука тие и дежурни медиуми и се, за да се свртат работите, за да се сврти перцепцијата од проблемот. Секогаш ние на проблемот одговараме со друг проблем. Со дефокус. Тука е таа проблематична точка каде што и како собрание многу тешко можеме да се носиме со олигархијата. Ги имаат парите, ги имаат медиумите, го имаат бизнисот, ја имаат владата, ја имаат политиката. Не сакам ни јас да бидам прозван дека собранието нема интегритет. Меѓутоа, во суштина, испаѓа дека тоа што е перцепција на граѓаните, дека собранието е подчинето на извршната власт, што не треба да биде така. Сакале ние тоа да го признаеме или не, тоа е моја перцепција. Вие имате ваша перцепција. Ја почитувам сето тоа, меѓутоа, клучното е и најбитно од целата оваа работа како ќе гледат на работите граѓаните. Затоа што тие се носители на сувереното право на избор. Ако сметаат дека оваа се превртени тези и ако сметаат дека има криминал и корупција, јасно е дека треба ова да се смени, оваа власт, оваа гарнитура и да дојдат нови луѓе кои ќе се борат со корупцијата, криминалот, особено со високиот. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика?